Добро утро, добри људи. Повторно, вашиот омилен јутубер од Брисел. Мислам, не, јас сум од Македонија, се јавувам од Брисел, затоа што сум моментално уште во Брисел. Денес шетаме работи што ги изоставивме или ги оставивме за последниот ден во Брисел. Знам дека одиме во парламентот, во Европската комисија, Атомиумот и вечерта завршуваме секако со божичните маркети. Два мали проблеми. Мислам проблеми. Две препреки да речеме, не проблеми. Прва препрека, денес е најладно од било кој ден тука, затоа сме преоблечени, -4 моментално, иако има сонце. Значи, иако има сонце, прилично ладно е, да се молиме само да не дува ветер, за да не биде -20. А другата препрека е што денес е препрека католичкиот Божич е денес. И тука многу работи не се затворени. Дури божичните маркети ги затвораат порано. Така да мора да видиме што можеме да посетиме на време, да не ни се затвори. Ама секако ќе биде бомбастичен влог. Така да, уживајте. Прво одиме да провериме дали ни е пекарата омилена отворена, кај што едеме 3 дена поред. Да доручаме нешто и го стартуваме денот. Нашата омилена пекара повторно работи. Тука имаме, како речем, пано шоколад. Тука го имаме омилениот тост од Теди. И тука ја пак си направив некој комбинација на некој сендвич, многу јак, со сушени домати, рукола и пилешково некој сос. И тука имаме конечно првиот ден, не знам што ни даде обичен сок од портокал, тука има некој полбав. Да го пробаме. Така да ушивајте во монтажата јадењето. Многу јако омилена пекара, ние затидеме 3 дена поред овде и за Божич работа. Респект за пекара. Паркче, и ова позади би требало да е Европскиот парламент. Изобщо не би требало, тоа е да видиме дали можеме да влеземе внатре, за да ви снимиме и да видиме што има. Ако не, продолжуваме понатака. Убаво е сончево, ја? Многу убаво, да. Тамане, добре, не е толку ладно. Искрено изгледа доста поголемо од блиску, отколку што беше кога бевме од подалеку да го снимиме. Само не знам дали сме од позади или од напред. Не, ова би требало да влезе. Таму има многу знаменца, ќе видиме како изгледа од таму. Ама да видиме прво дали можеме да влеземе, ама многу ми делува тивко за да можеме да влеземе, мислам дека е се затворено. Тука е тоа каде што би требало да влеземе, што е направено како музеј за да го видиме парламентот, ама е затворено. За жал. Ама сепак убаво изгледа. Ова наместиле. Ама тоа е тоа од парламентот. Европски. Мислам, не немавме ни некои високи очекувања. Секако административен објект. Ама немавме мерак да го видиме затоа што реално одлуките и законите што се носат тука, директно или индиректно, секако влијаат на сите нас. Така да, одиме да видиме понатака што имаме за посета. И дојдовме тука во еден парк, малце да одмориме. Овам позади е парламентот. Убаво изгледа паркчето средено. Има нешто као мини езерце со пилиња. Така да може да паѓаме натака да видиме едно кругче да завртиме да прошетаме. Што се зачита? Гледам дека имало животинки. Животинки имало во парков? Да. А после одиме во парк со животинки? Да. Смееме да им кажеме?
Одиме да галиме животинки после во еден друг парк? Да, многу ќе биде убаво. Се надам дека отворено. Да, се надеваме дека е отворено, зашто после одиме во еден друг парк, каде што може да се галат животинки различни. Еве стигнавме кај некои пилиња. Погрешка излегле ваму, а треба да пливаат. Ама малку лошо изгледа. Ги вика другарите. Да не къснат. Да. Еве овде има поише пилиња. И една лебедче има на краја. Искрено респект за паркче, убаво е за прашаат така овако околу цело езерце. Има патека. Да видиме Теди што бара мамо. Што бараш, дете? Лебедчето? Ама види го под вода. Бара нешто. Не знам што пресадам. Бара нешто под вода. Не се срам. Како може толку време под вода да седи? Респект. Еве тико. И по пат стигнавме во едно друго паркче. Ова е многу поголемо. И побаво наместено. А? И има овде некоја статуа од кученце. И ваму некаде треба да има триумфална капија. Ќе одиме да ја видиме. Јаја питбулче? Булдог? Јако. Одиме малку да прошетаме. Искрено многу е голем паркот за шетање. По образите ми се -5 степени. Смрзнати ти се? Да. Ама стигнавме. Не мислам од нас. Искрено. Стигнавме кај кафијата. Изгледа интересно. Еве да ја видите и од поблизу. А сега одиме, го видиме објектот на Европската комисија. Дали треба да е поинтересно, не верувам да е отворено, но пак да го видиме надвор како изгледа. Имаме да си го дошетаме парков. Еве го тука и Европскиот комитет. Не сум ништо посебно згради обични, ама да не биде дека не сме дошле да видиме. Еве го првиот влез на Европскиот комитет. Тоа што ви сними претходно беше од другата страна. Бум! Уште едно паркче. Ја мислам денеска сите паркчиња во Брисел ги посетивме. Ама тука одиме за да видиме на многу интересна зграда. Најтесната зграда во Брисел. Еве сме тука, поред зградичето. Искрено само врата една. Респект за тој што живи овде. Инаку цела населба вака е убава, со убави згради и убава архитектура. Мислам, не знаеме кај сме точно. Ова го имавме само ставено на мапа да го видиме. Ама убавко е тука и за сликање и за шетање и паркчето е тука. Респект за тие што живеат тука. Тажна вест, стигнавме во паркот со животинки, што ви го спомнавме дека сакаме да го видиме и е затворен. Заклучен е, еве ги. Еве ги животинките тука. Мислам, не е залошка, него како фарма. Како некоја отворена фарма, Само е затворена. За жал. Сената што е затворена? Но, па пишува open. Пишува, па да, ја видов дека пишува open. Окей, Christmas Day might affect these hours. Да. It is what it is. Дека е затворено на Christmas. Може да напишат, да, фер. Така да одиме да видиме што имаме уште по мапата за шетање. Бум! Последната знаменитост што треба да ја видиме пред да ни се стемни да одиме на Christmas маркетите е атомиумот.
Но јако изгледа. Одиме да видиме од близу како изгледа и што се дешава. Еве го и од поблизу. Респект за атомиумот. Сега одиме на Christmas маркетот што го посетиме првиот ден што беше тој најголемиот. Нешто да јадеме, нешто да пиеме, да поуживаме и се гледаме таму. Ево. Удаене во кашкава. Удаене. 71, yes. Vous scannez, là c'est vous avez un traduit. Леле. Удаене. Леле. Тоа не смееме да дозволиме, да пази од доле. Удаене во кашкава. Каса ја од таму. Од кај кашкавот прво шмркни. Да го снимаме. Чекај. Ау, колку е полно, брат. Добар е. Браво. Не знам, не би кашкавал, ама добар кашкавал. Го изедовме сендвичот и тоа е тоа. Имаме више се пробано по Christmas маркетиве. Така да сега одиме да пробаме од едно место компирчиња, помфрит и секако вафла уште една да јадеме. Stay tuned. Погледнете го редот за помфрит. Значи, да се надеваме дека е добар помфритот, затоа што овој ред нема смисла да има само за помфрит. Наводно имаат 50 сосеви различни. Ние ќе ги одбереме, има таму, проверивме на Google тие што се најпопуларни. Двата први. Ама да видиме што е помфритот толку опасен. Саат време чекаме за помфритов. Видите надвор што е редицава. Ако не е најдобриот помфрит што сум го пробал во живот. Мето да не се вика. Да видиме. Изедовме двата најпопуларни сосеви и тие ги гледаме насекаде низ Брисел. Самурај, што е као лют мајонез, тој е тука. И Андалус. Андалус не знам како да го опишам. Ама одиме да правиме. Ла. Оу. А у помфритов има прича. Има прича. Домашен е. Пржене прво во млако масло, после го вадат и го ставаат назад во фритиза со повруче масло, за да биде крцкав од надвор. Ама многу е добар. Не ми е криво. Сад време чекање, ама не ми е криво. Win. Угајаме помфритов и одиме по вафла. Теди зеде вафла. Како ќе јадеме сега? Ау, мацкаш? Мац. Ние одиме да ја демолираме вафлата, односно Теди да демолира ја да ја проба. Дојдовме дома и свадивме дека сме малку гладни. И погодите што? Денес работат нашите умилени бургери, така да јас го нарачав истиот бургер од пред неколку дена, исто и Теди, ама пак ќе ви снимиме која ќе даде храната. Овој па нема толку длабока анализа на храната затоа што јадеме истото, од исто место, ама сме многу среќни затоа што работат. И преморени.
Така да јадеме и спиеме одма. Сега има кој ќе даде храната. Јадењето стигна. Салфетки. Бургерот од Теди. Мојот. Две помфритчиња. И сосчиња. Само да ги видиме брзо бургерите. Најдобриот бургер во Брисел. Мислам, ово е вториот најдобар. Ово е дека е од Теди. Искрено. Уин. Сега одиме на мојот. И еве го, најјакиот бургер. Значи, ово ми е во топ 3 бургери што ги имам правано. Фета, рукола, ореви, јаболка има внатре и некои сосеви. Многу е уин комбинацијата. Ние се годиме да ги демолираме бургерите. Мето, workaholic. Значи, додека го чекаме авионот да работи. Од Ryanair пратија имейл да дојдеме 3 сати пред летот, затоа што многу гужва се правело на аеродромот и било тешко да се помине security check. Да, и еве сме сега 2 сати пред, имаме поминато се и чекаме да се отвори гейтот и да дојде авионот. Фала ви што го гледавте и ова видео. Се надам дека уживате во компилацијата со видеа од Белгија. И за да гледате уште појаки видеа, мора што да лајкнете, да коментирате и да ставите subscribe. Уживајте во остатокот на денот или ноќта и се гледаме во некој наредно видео. И не заборавајте што вие го гледавте Мето. Чао!